За симпатизерите на ВМРО ДПМН главен град денеска е Охрид. Со почетокот на политичката кампања започна и борбата за гласот, што значи активирање на автобуси и секојдневни екскурзии низ Македонија каде што ќе се следи лидерот. На паркингот пред салата Борис Трајковски, во работно време во 4 автобуси се спакуваа стотина симпатизери кои се остреа за атмосферата во Охрид и да му порачаат на СДСМ и Зоран Заев дека не сакаат двојазичност во Македонија. Кирацовски ќе пратил трудова во општина Карпош. За каде се спремат? За митинг? За митинг, да. За каде? За борба за Македонија. За молам? За Охрид? За борба за Македонија. Ние сме тие, се бориме за Македонија. На кој начин се борите за Македонија? Со избори. Изборите треба да ги добиеме. Да нема двојазичност, да има еднојазичност. Во Македонија една држава е. И еден устав е во Македонија. Нема два устава. Срамота е што се прави ова све. Срамота. Како мислите за што се прави? Па срамота е. Како дискочам јас да кажам сега усред Грција дека Грција ќе ја делиме, така и тој го збори тоа. Ќе ја делиме Македонија. За кој се однесува? Зоран Заев. Диптерот од целото Како може некој дискочи таму од Грција да го каже тоа ќе ја делиме Грција? Прво, јас сум струмијанец, он не е струмијанец. Он е од целото Муртино. Тоа да знаете. Јас сум од Пеца и фамилија. И станојки. Си одио тука бе. Тој е нонсон грата. Таков човек не ни треба нас. Вие сега патувате во Охрид, така? Не, у Прилеп идеме. Во Прилеп? Да. Што очекувате таму да ви соопштат? Да чекаме да видиме Зоран Заев што ќе ни каже у Прилеп. Зашто Зоран Заев? Па да видиме дали да видиме дали ќе ја делиме или кој е тој Зоран Заев? Кај соопштеме? Зоран Заев е... Не, вие идете поддршка да дадете во Прилеп. Во Прилеп. Да, овие автобуси у Прилеп ќе. Тоа е Петко Колонаш. Јасно ти е сега. Идат у Прилеп да не доаѓаат се СДС. Таму. Пази, Зоран Заев е Петко Колонаш. Колку души загина у Прилеп, а сега ќе идат таму да им кажува бе. Како не ми е срам? Тоа е Петко. Како добро? Што е добро бе? Тоа е вашата порака. Како е мојата порака? Мојата порака одете си од тука, ајде. Осте добро да остане. Ајде. Не така. Град јасно Зоран Заев поткитно да си ја напушти државата и уопште да не се таму бе у Прилеп. Осте не викај бе, полека. Да, народот ќе му суди и Заев не е компетентен да ја тргува Македонија. Македонија е на македонците. Значи, ние не сме имале, како историчар да ви кажам, иако не сме имале држава, ние нашето библиско име се уште го задржавме и ќе го задржиме. Господова земја не може да се гази. Јасно им е и нас големите сили, што време е да ги отворат и нивните архиви, вистината за Македонија, а не да го праќаат Заев, да прават нестабилност во државава, кризно подрачје за една персона. Ако во моментов најголеми претенденти за премиер се Никола Груевски и Зоран Заев, како вие ги примате нивните пораки на Зоран Заев и Никола Груевски и во што тие се разликуваат? Од туку до Америка разлика. Се разликува Дали е затоа што е економска. Од туку до Америка е разликата. Значи, Груевски е ориентиран на економската страна во државава, а Заев и за националната, се разбира. За името, сите атрибути македонски од уставот да се нели нормално да се зачува и да се одбрани. Сите придобивки историски придобивки на државава да се одбранат. Од годишната власт на Груевски какви економски бенефити вие лично имате до сега? Јас немам бенефит, ја не доаѓам, јас сум за државата, нели за Македонија. Дополнителниот заменик министер Александар Кирацовски денеска предупреди дека за партиски цели државните институции и општините се злоупотребуваат. До редакцијата на Нова пристигнаа пораки за злоупотреби, дека на вработените во општина Карпош им било наложено порано да ги напуштат работните места за да заминат на митингот на ВМРО, ДПМН и коалицијата во Охрид. Кирацовски за ова соопшти дека поднел иницијатива за вонреден инспекцијски надзор над работењето во јавниот сектор.
Го повикуваме Државниот инспекторат за труд соодветно да постапи по истата со цел еднаш за секогаш да се стави крај на злоупотребите на вработените во јавниот сектор кој што се користи за партиско-политички интереси. Сите прекршувања на законските норми каде што со партиско и политичко дејствување се влијае врз вработените, а со тоа се попречува правото на слободно изразување на волјата на граѓаните, ќе бидат соодветно санкционирани. Велики Рацовски во писмена реакција.